Американскиот председател Барак Обама изјави дека неодамнешното пукање во Калифорнија кога загинаа 14 луѓе било терористички напад и оти двајцата напаѓачи тргнале по темниот пат на радикализацијата. Во телевизиското обраќање од Белата куќа, што е негов трет таков говор во досегашниот 7-годишен мандат, Обама оцени дека заканата од тероризмот еволуира. Заканата од тероризмот е реална, но ние ќе надминеме. Ќе уништиме Исламската држава и која било друга организација која ќе се обиде да ни наштети, изјави Обама во 14-минутниот говор кој следуваше откако еден брачен пар изврши напад во еден центар за социјална грижа во Сан Бернардино, Калифорнија, при што загинаа 14 лица, над 20 беа ранети. Обама ги повика муслиманските заедници во светот да го отфрлат радикализмот и идеологијата на Исламската држава, како и да и се приклучат на борбата против тероризмот. Тој повтори дека нема конфликт меѓу Западот и Исламот. Обама додаде дека Соединетите држави не треба да живеат во страв и да не ги осудуваат сите муслимани во земјата за неодамнешниот напад. Според него тоа не треба да води кон воведување рестрикции за мигрантите во Соединетите држави врз верска основа. Тој исто така побара построги закони против носењето оружје. Американскиот председател рече дека со сегашната западна стратегија на воздушни напади врз цели на милитантите на Исламската држава во Сирија и Ирак ќе се постигне значајна победа, но наведе дека Соединетите држави мора да избегнат нова копнена операција. Ние не треба да бидеме вовлечени уште еднаш во долга и скапа војна на копно во Ирак и Сирија. Тоа е она што групите како Исламската држава го сакаат. Обама додаде дека Соединетите држави тесно соработуваат со сојузниците во светот во обид да се пресечат изворите на финансирање на милитантите на Исламската држава. Некои републиканци кои се надпреваруваат да ја добијат номинацијата на нивната партија за председателски кандидат на изборите во идната година, го критикуваа говорот на Обама. Милиардерот Доналд Трамп, кој во моментов води на анкетите, на Твитер напиша дека на Соединетите држави им треба нов председател и тоа брзо. Сенаторот на Флорида, Марко Рубио, пак изјави дека Обама не би требало да ги критикува американците за дискриминаторски однос према муслиманите. Мислам дека председателот воопшто не ги подобри работиве вечерва. Страхувам дека тој ги влоши работите во главите на многу американци, изјави Рубио. Последното обраќање на председателот Барак Обама од овалната соба, која е символ на председателската моќ, беше во август 2010 година, кога тој го поздрави крајот на американските борбени операции во Ирак. Едно од клучните ветувања на неговата кампања беше дека ќе ги излече американските војници од таму. Како и да е, неговата политика беше шокирана од метеорскиот подем на милитантите на Исламската држава. Од лани до сега Обама во Ирак распореди 3.500 американски војници.